колега Мециновиќ коректен амандман и коректен вовед во истиот, зашто практично сметам дека сме се согласиле напати во собраниево дека енергетската независност е практично прашање на национална безбедност. И во таа насока треба да се движиме, бидејќи практично претходно ја разбиравме енергетиката во држава како поле каде што повеќе треба да се испокраде. Па видовме многумина кои што заради тоа и ги напуштија границите на државата и сите тендери кои што се случуваа во тоа, комбинатите таму практично добиваат само експлозивни имиња на обвинителските акти кои што ги добиваат тие кои што ги воделе институциите, па така да од голтари кои што влегуваат тука во собранието како автомеханичари, професија за која што имам несомнено многу почит, излегуваат тука како најбрзо растички милионери, и тоа не треба да се случува, бидејќи на крајот еден од сите граѓани во оваа држава и стопанството претрпеа многу заради на тој начин недомаќинското работење, планот на владата, и со право поставуваат одредени дилеми и прашања, бидејќи треба да се одговорат. На начин на кој што во вториот бран од она стратешко партнерство кое што ќе биде финансирано да биде изградена хидроцентралата Чебрен Галиште, беше планирана да се направи првично и една меѓу нив, таа се викаше Орлов камен, но таа нема да биде во овој случај. Сега мислам дека во последните анализи ќе бидат само Чебрен и Галиште. И моделот кој што се анализира за изградба се два модела, дали да биде целосно државна собственост или да иде со процентуално поголема државна собственост или со јавно-приватно партнерство, така да тоа кога ќе се одлучи веќе ќе се отиде на нареден чекор, а тоа ќе биде испратено понуда до финансиски институции за финансирање на овој проект. Тоа значи дека, ако го споредам со брзата железница, денеска можно е до крајот на денот, ако не во наредните 2-3 дена, да биде представено финансискиот план, односно понудите кои што ги имаме добиено од банките, на тој начин како ќе би го финансирале тој проект, но е многу важно од неколку работи. Прво, заради тоа што таа собственост ќе остане во Република Македонија од аспект на хидропотенцијалот кој што ќе се создаде правејќи оваа брана, бидејќи водите и другите природни богатства исклучиво треба да бидат оперирани само од државата и никој друг, и тука се согласувам со вас. И токму тоа ни е најголем мотив да можеме да го изградиме сами, па дури да би се задолжили, ама да остане за наредните генерации. Втора работа која што е многу важна, видов дека некој има поднесено амандмани за литиум-ионски батерии, исто така тоа е добар амандман за анализирање, но практично суштината е да се направи Република Македонија земја која што ќе може да извезува електрична енергија, а не да внесува, бидејќи кога внесувавме, прво се испокрадува 1 тон пари, второ кога произведувавме вишоци во текот на ноќта и тие ги продаваа за да се испокрадат тон пари. Сега суштинава е различна. Практично додека се изгради оваа хидроцентрала, која што најверојатно ќе биде градена по жолт фидик, бидејќи тоа е моделот кој што во претходна да речам 10-13 години се покажа како модел кој што е најдобар за градба. Тоа значи како ќе проектираат, така ќе изведуваат на терен, и токму затоа во овој момент сметам дека вашиот амандман и да се усвои, нема да може тие средства да се оплодат и ќе треба на крајот на годината да ги пренамениме за нешто друго, бидејќи жолтиот фидик исклучиво иде во насока кога ќе се потпише договор со институцијата која што ќе ги финансира проектите, циклично како проектира, така да гради и така да оди плаќањето на теренот, што сметам дека е коректно. Апропо на тоа сакам да известам и за уште една друга работа. Покрај тоа што сега далноводот кон Албанија ќе биде завршен, доколку и тоа не е случај, тоа значи уште едно електрично поврзување со Албанија. Почна со изградба интерконекторот Александрополи да се поврземе со газ Република Грција, ќе почнеме да градиме еден таков конектор кон Република Србија, со што ќе можеме да бидеме транзитор на газ и практично да тргуваме со Република Косово во случајов на начин на кој што ние ќе извезуваме произведена електрична енергија, а јагненот кој што ќе го внесуваме додека не го отвориме рудникот Гнеотино, и за тука се раздекуваме идеолошки, но во ред собраниево е арена за соочување на различни идеолошки мислења, да можеме да произведуваме електрична енергија по термокапацитетите, бидејќи треба да бидеме реални. Едно се амбициите кои што ги имаме, едно е рокот за изградба кој што минимум ќе биде 8 години согласно проценетата изградба, без ново настанати работи на терен. Практично по мене мислам дека минимум 9 години ќе се гради тој капацитет, до тогаш ќе треба да го издржиме, а најдобар начин за тоа да го направиме е прво преку термопроизводството, понатаму према гасното производство и транзитирање на државата, односно капацитети на газ како когенеративни централи, и понатаму фотонапонското производство и природното преку ветровите, така да мислам дека во оваа насока имаме некој план кој што би требало да се операционализира. Уште еднаш ќе кажам, извинете за малку поголемиот вовед, многу коректен амандман со сериозни отворени прашања во јавноста кои што заслужуваат одговор, но во овој момент заради можеби системот кој што ќе го одбереме да градиме, не можеме да го прифатиме, бидејќи најверојатно тој проект ќе се гради по жолт фидик. Благодарам.